Нели е дома не срене мене? Не, замина во куќата да побара некоја алишта и не се врати после. Добро, а Ипек каде е? Таа е во незината соба, денес е слободна, затоа се повлече. Зашто ли ќе му е Несрин? Бабичке, Бирен уште не е дојдена? Не, и татко ти се јави и тој покасно ќе се врати. А, Ова, јас го мислам джем. ги мислиш работите што не ги кажа, така? Нели имаше еден човек што се моташе наоколу цело време? Очигледно дека му ги земале парите на човекот и затоа тој почнал да ја следи Несрин. Ова нема да му го кажеме на татко ми. Секако нема да ни поверува. Мамечки, излезена беше ти? Да, Кирко. Имам другарка од Сојузот, господја Елин, па таа ни била добро. Господјо Силда, да ја спремам масата? Дали сите дојдоа? Керим ќе дојде подоцна. Знам. Дојдоа ли Синан и Берен? Господјицата Берен не дојде, ама Синан е дома. Пред малку ме праша за Несрин, а потоа излезе. Добро, може да одиш да ја подготвиш масата. А што ќе му е нему Несрин? Несрин, Ете, уште овој ми фалеше. треба да разговараме. Во врска со што? Многу добро знаеш во врска со што. Јас сум многу уморна. Подоцна да разговараме. Не, сега ќе разговараме. Не сакам да разговарам. Несрин, веднаш ќе ми кажеш, од каде ги дозна работите што ми се случија на мене. Добро бе, како се дрзнува да ме лаже за вакво нешто, не знам. Очигледно е дека многу е заљубена во тебе. Љубов? Зарем ова е љубов, Берен? А бре, таа сакаше да ме зароби во живот што јас не го сакам. Али, дали може прво малку да се смириш? Мора да си малку смирен за да можеш да донесеш логични одлуки. Со денови ме вртела на малото прсте. Изутринава бевме заедно во болница. Сестрата што работеше таму како да ја познаваше. Да, Шуле и дала пари на таа девојка. Да бе да, мене ми повара пари. Кажа дека мајка е била болна и очигледно... Абе, јас има да и го наплатам ова на Шуле. Али, те молам, види, мора да се смириш. Немој да ја зборуваш оваа работа со Шуле, утре ќе разговараш со неа. Не, Верен. Одма сега ќе одам да ги раскинам сите мои врски. А ти... Чекај телефонски повик од мене, добро? Кога ќе разговарам со Шуле, со тебе имам да зборувам нешто важно. Добро, ќе те чекам. Абре, остави ме на мира. Види вака. Ако продолжиш да ме притискаш мене, тебе нема да ти биде добро да знаеш. Односно на Ипек нема да ја биде баш најсиено. Ако твоите дознаат што си направил за Ипек, таму во тоа мало, одма ќе ја Ти ми испркаат. кажеш од кого го дозна целото тоа. Има нешто многу чудно. Плюс тој човек што јас го повреди беше другар на таткото на Ипек и беше многу лош. Остави ме. Ипек те Ипек. Што Ипек ќе беше бе? Очигледно е каков човек е Ипек. И зарем само ти треба да ја браниш.
Синан? Синан! Синан! Што се случува овде? Не е ништо. Ако не е нешто важно, зошто ја удри? Господја Селда, се потрудив да го предупредам синан на добар начин, ама тој ме разбра мене многу погрешно. Несрин, те молам, зборуве поотворено. Видете, господјо Селда, јас и Ипек доаѓаме од исто мало, имаме заеднички познаници. И луѓето од нашето мало ми кажаа дека синан пукал во некого заради Ипек. Што? Синан пукал во некого. Со оружје? Да, Леле Господе. Синко, дали е ова вистина? Што се случува тука? Како можеше да лажеш за нешто вакво, Шуле? Многу се плашев дека ќе те изгубам тебе, Али. Реалноста е дека јас никогаш не бев твој, Шуле. Тебе Берен ти го кажа ова, нели? Се разбира, таа ме мрази мене. Таа ќе направи се за јас да не бидам среќна. Ти си болна. Шуле, ти си болна. Како можеш да ја обвиниш Берен за да ја покриеш твојата лага, не знам. Ќе ме оставиш мене ќе одиш кај неа, нели? Ќе ме оставиш мене ќе одиш кај неа. Да, Шуле, да, баш така ќе направам. Јас ја сакам Берен и ќе направам се што треба да бидам со неа. Треба да разбереш дека јас Берен ја сакам. Нема да го дозволам ова. Шуле, што правиш, Шуле? Не, ако треба да те гледам тебе заедно со Шуле, подобро Шуле, да умрам. остави го тоа, ќе ме убиеш. Ќе ме убиеш. Шуле. 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 Што правиш, Шуле? Шуле. Шуле. Веднаш собери ги парталите и да си одиш од овде. Не сакам повеќе да те видам овде.
Керим не излегува од работната соба. Колку дена нема отидено на работа. Смртта на Али го потресе премногу. И искрено не мислам дека мисли на работа. Уморен е. Кој би предпоставил дека Али ќе почине? Али беше дел од нашето семејство. Керим го порасна него и го сакаше како негов роден син. Кога слетува авионот на Синан? Мислам дека слетал. Мехмет е веќе на аеродромот. Зошто Берен отиде вака од нигде никаде не разбирам. Па, смртта на Али ја потресе премногу, маму сакаше да се оддалечи. И се разбира сакаше да запише и мастер, и Кери ми дозволи. Требаше Синан уште малку да остане со неа. Мамо, Берен сакаше да остане сама, а и Синан има испити овој викенд. Мамо, додам јас покрај неа. Туба, колку пати да ви кажам дека сестра ви сака да остане сама? Да не беше така, јас ќе одев, се разбира. Многу ми фали, Берен. Таа не е само моја сестра, таа е моја се. Зачувствувам како едната страна да ми е целосно празна. Туба, Берен многу ја погоди тоа што изгубивме член од фамилијата. Почекај малку па ќе одиш да ја видиш. Тето Али за неа беше многу повеќе. Многу долго нема да може да си дојде при себе. Заљубено во него. Што? Берен во Али ли беше заљубена? Туба, Вистина ли е ова? Да. И да не излезеше на виделина лагата на Шуле околу низината бременост и покрај мајка ми ќе беа заедно. Но, ете сега Берен го изгуби до бесконечно. И тоа без да си признаат еден на друг. ама доста веќе, Туба. Мамо, само заради твоето убедување за класната разлика тие не може да се заедно. Сега веќе го нема Али. Се надевам дека веќе конечно си среќна. Јас излегувам да ме фати малку воздух. Значи, Берен и Али се сакале, а? Јас да одам веќе. Шуле не ни била бремена. Колку многу работи не сум знаела. Мамо, тие имаат детска љубов. Немаше ништо сериозно таму. И Туба го кажа тоа само онака. Шуле кажало дека е бремена за да може да се венча со Али. Добро, а како дознавте дека Шуле не е бремена? Туба ни кажа, ама не знам од каде дознала. Што се случи? Причината да земеш лажен документ дека Шуле е трудна беше само Берен да ја повредиш, така? Навистина не разбирам зашто зборуваш. Дали си свесна дека те умреа поради тебе? Ако ти го немаше земено тој лажен документ, Прекини. немаше... Јас не зедов ништо за никого. И плюс ти немаш никаков доказ за да ме обвинуваш за ова. Добро бе, што човек си ти? Каква суштество си? Зарем мислиш дека ќе дозволам уште еднаш да ми кренеш рака мене? Проклет да е денот кога ти дојде овде. Значи, од кога си дојдена не можеме да се спасиме од црните облаци над нас. Но верувај, Несрин, дека јас ќе те испратам од оваа куќа. Ќе видиш, кога и да ќе дојде тој ден и јас ќе те ставам пред врата. Немој да го заборавиш тоа. Ајде да видиме кој кого ќе стави пред врата. Господјо Туба.
Леле, ама и мене колку убава мириса. Нека се овлади малку па ќе пресечеме. Се гледате ли со Ипек? Се видовме само неколку пати до сега. Ми кажа дека е дома и дека не работи. Сирота Ипек работеше како слугинка во незината куќа, а потоа и оттаму ја избрка. Сега на кого да го кажам ова? Родена тетка го направила тоа, но не може да има храброст никој да го направи. А Несрин каде е? Беше излезена во дворот. Браво за неа. Откога го примија Бартучеди на работа, Несрин постојано е со него. Тие се братучедима. И плюс дали мислиш ти дека има тука некој друг со кого Несрин би можела да разговара? Па добро, не се нервирај ти одма. Аха. Овој господин Керим не излегува од куќата никако, онака си седам на празно. Джунейд бараше од мене работа и средив. Керим ако сака ќе... Господинот Керим, ако сака цел ден ќе биде надвор, ти гледај си да си ја земеш платата. Добро, нема врска да се вратам на работа. Несрин, ти и овој човек немате ништо меѓу вас двајца, нели? Се трудиш да ме оддалечиш мене одовде, ама некако... Да имаше нешто такво, сигурно немаше тебе да те вработам тука, нели? Лажеш, гледам. Мора да најдам начин да те држам под контрола некако. Не излегува надвор од куќата, а? Ни од соба не излегува, Хазим. Викни ја. Нека дојде на појадок. Добро бе, од кога е вратена Ипек во оваа куќа? Кога седна со тебе да појадува или да јаде на иста маса? Кажи ми, ајде. Тима пак почна да ми враќаш мене? Па почнувајќи од вечерва ќе дојде и ќе седи со нас. Кога ќе се вратам вечер? Ипек има да биде на оваа маса со мене. Дај Боже да си отидеш и никогаш веќе да не можеш да се вратиш во куќава. Јас морам да најдам начин да се договорам со Хандан и да ја вратам Ипек во таа куќа. Ипек! 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 Ѓубре гадно. Нема ли да се спасам од него? Конечно успев да излезам од таму. Ти благодарам што ме донесе тука. Многу добро ми дојде да дишам морски воздух. Знам, го сакаш морето, бидејќи ти дава целосен мир. Пред да одиме дома, сакам да поминеме до фризер. Добро, тето. Се знае ли каде отишол Фарук? Тој во моментот кога дознал дека има пресуда по него, веднаш избегал во Грција. А каде отишол оттаму не се знае.
И затоа јас извадив документ дека ти немаш ментален проблем. Ти треба да знаеш за сетето. Во рета Бурак? Некој од фирмите Фахрук ги препишал на негово име. Јас бидејќи мислев дека може да има некаков проблем, го испратив надвор од државата. Кога ќе се докаже дека нема никаква вина, тој ќе се врати назад. Добро, само нека биде добро. Па нека биде далеку. Не сакам во никој случај да се одрази на него. Направи се што треба во ред Селим. Тето, на поголем дел од имотот на тетин има административна забрана. Се друго ти контролираш. Сакам Фарук да се мачи без скршен денар. Тоа е малку тешко, тето. Сигурен сум дека тетин има сметки некаде надвор од државата. Добро. Дали има некаква информација со ќерката на Селда? Да, Селда сакаше да ја следам сестра и Хандан, бидејќи таа знае каде е нејзината ќерка. Од таа мајка може само вакви девојчиња да се родат. Јас ја следам неј за 24 сати. Кога тогаш таа ќе направи некоја грешка. Кога ќе најдеш ќерката на Селда, прво мене ќе ми кажеш. Јас од кога ќе дознам, ќе направам се што треба. Во ред, немој да се грижиш, тето. Ти донесов појадок, Керко. Ајде да јадеш нешто. Мамо, зошто ти викаш оној? Аман бе душо и ти, секој ден истото, јас веќе се навикнав. И пек, јас за кратко ќе излезам надвор. Каде ќе одиш? И јас ќе дојдам. Керко, ти сега оди во некоја кафуле. И таму учи си. Добро ли? Земи ги овие 20 лири, јас кога ќе дојдам дома, веднаш ќе ти се јавам. Ајде, Керко, јади нешто. Инаку, многу ќе те мислам. Од кога си дојдена немаш ништо јадено, бе, Ипек. Мама? Што се случи? Синан, кога доаѓаше тука, тебе ти даде ли пари? Слушнал што зборувавме. Многу инсистираше. Инаку никогаш не би прифатила. Заради данокот беше. Мамо, соработуваше со некој што него ни познаваш и ме лажеше. Јас ке ти ги дадев тие пари, зошто зема од непознат? Во право си, Керко. Не требаше да направам нешто такво. Заради мене и Синан сега си има проблеми. Можам да одам и да ја раскажам целата ситуација на мајка му. Таа ќе разбере и дека ти немаш никаква вина. Сигурна сум. Ало, Ало, здраво, Туба. здраво, Джим. Знам дека е малку касно, но сакав да изразам сочувство за Али. Те побарав неколку пати, но дека не ми се јави и си реков да не те вознемирувам. Видов дека ме бараше, Джим. Поминавме низ многу толку работи што... Сакаш да разговараме? Можам да дојдам. Искрено нема многу потреба да разговарам со некого. Ако сакаш можеш да дојдеш. Таман работа, Туба, секако дека ќе дојдам. Ти само кажи каде си. Аха, во ред, во ред. Бато Мехмет, може ли на домашните да им кажеш дека имам некоја мала работа? Сине, те чекаат сите да се вратиш дома. Не грижи се, не доцнам. Ајде се гледаме. Незрен, види, правиш што ќе правиш, ама тргни го ова дете од нашата глава. Керко, секогаш кога го гледам добивам такикардии од страв. Ман,
И како да е тоа малку Емине, во секоја прилика ме подсетува како ти своето слободно време го поминуваш со Джунейд, како вие сте заедно цело време. Мамо, ако успеам, ке средам се. Постојано ме уценува со нешто, едва го контролирам. Стана главна главоболка човеков. Несрин. Керко, дај да му дадеме се што имаме на него. Дај му го и тоа ланчето по геболите што го имаш и да се спасиме од човекот. Тоа нема да ни помогне. Тој бара други работи, многу поголеми работи. Сакал да влезе во куќата да земе некои работи, тоа му е планот. Мамо, види, овој ако проба да зборува со тебе, немој ништо да му кажуваш, добро? Нормална ли си ти? Што знам јас па на него да му кажувам? Веќе долго време не сум го видела Керим. Да одам демек да му однесам некое кафе да му го видам барем лицето. Ај, леле, Несрин, жити Бога. Биди внимателна, Керко, сите се дома, однесувај се спрема тоа, примерно. Добро, во ред, не се секирај. Ајде. Добро бе, нели успеа да најдеш нешто? Па то знаеш дека имаше погреб, ни влегува, ни излегува од куќата. Зошто ја следиме ни оваа жена, не ми е јасно. Прави што сакаш. Само донеси ми информации во врска со оваа жена. Во ред тогаш. Има ли некој што чека таму? Има, бато. Кој ќе го вози камионот? Хазим, разговарав со него. Види, мора да најдеме некоја слабост на Селда. Немој нешто да пропуштиш. Немој да се грешиш, бато. Но ако знам што бараме... Ти не треба да знаеш. Мене ми требаат информации. Керим? Синко, каде одиш? Излегувам, мамо. Не можам веќе. Може би ќе одам до фирма. Вечер ќе бидеш дома, Керим? Не знам, Селда. За кого беше тоа кафе, Несрин? Го направив за господинот Керим. После ова, се додека тој не посака, немојте ништо да му носите на Керим. Хандан, душа? Многу ни е жал за Али. И ние исто. Примете сочувство. Праќам сочувство и до господјата Селда. Благодарам, ќе пренесам. Помени, седни тука. 2-3 недели не сум стигнала да направам маникир и педикир. Ке правиме ли фризура некоја? Не, сега се уште се жали да не одам со средена коса. Само средете ми ги рацете и нозете. Добро, во ред, веднаш ќе го пратам девојчето. Може едно кафе да Добро, добијам. душа. Ај, пак оваа жена. Мола, мајше. Господја Хандан, морам итно да се видам со вас. Абе, јас другарка ли сум ти на тебе? Кога ќе ти текне вака сакаш да се видиш со мене? Господјо Хандан, во многу тешка ситуација сум. Морам подитно да се видам со вас, ве молам. Имам работа. Твојата ситуација не ме интересира. Како и да е, ќе разговараш со мене, Хандан. Ипек мора да се врати во тој дом. Нема да ја услушите таа жена. Испрати ја да си оди. Господјо Зехра, но Хандан е моја стара пријателка. Види, пред толку години одеше од врата на врата и молеше за да отвориш салон. Јас бев таа што ти помогна.
Ти дадов пари за да го отвориш ова место. И никогаш не ти ги побарав. Сега, одиш таму и ја испраќаш таа жена. Хандан, Молам, ова... Многу сме во гужва, може ли да дојдеш после неколку часа? што се случи? Господја Зехра кажа дека не сака да те гледа тебе тука. Искрено не знам зошто прави такво нешто, но... Која е таа жена? Јас не ја знам. Каков проблем би можела да има со мене? Пред многу години ми даде пари за да го отворам овој салон. Те молам, не разбирам зошто прави вака. Сте посакале јас да си одам од овде? Сакаш да правиш проблеми? Не. Само сакам да знам како и со кое право барате нешто вакво, навистина не разбирам. Ти знаеш ли која сум јас? Да, знам. Знам дека си паразит што е залепен на грбот на зетот и се влече. Хандан, што правиш? Која си ти? Ајде, сега оди си. За кратко ќе дознаеш јас која сум. Хандан, ајде те молам. Да не порасне во нешто непотребно работава. Јас ја знам оваа жена од некаде, ама не знам од каде. Туба? Туба? Со саати го мешаш чајот. Немој да ми замеруваш, те молам. Смртта на Али, после тоа заминувањето на Берен многу ме погодија. Ти си човекот што може најдобро да ме разбере мене. Ти го изгуби својот татко. Јас прв пат во животот губам толку блиска личност. Разбирам. Многу добро разбирам. Јас и кога ја изгубив мајка ми беше вака. Целиот свет ми се сруши. Не знаев ништо. Баш ништо не знаев. Ми се сруши цел свет. Баш се. Мислиш дека ќе се навикнеш, дека малку ќе заборавиш. Но поминуваат години. Ниту се навикнуваш, ни забораваш. Прости, Туба, но во вакви ситуации нема нешто што може да се каже. И после толку поминати години, пак ја чувствувам истата болка. А за татко ми ме боли во моето срце. А болката за татко ми е тука, види. Леле, извини, јас се занесов. Джим, многу добро ми дојде разговоров. Ти благодарам многу што ме сослуша и што ме разбираш. Мора да поминеме низ овие работи, Туба. Нема друго чаре. Сега ти е голема болката. И мислиш нема да помине. Знаеш ли што правам јас во такви ситуации?
Ги мислам убавите моменти кои сум ги поминал со мајка ми и татко ми. Ете, тоа ми помага мене. Джем, навистина ми помогна со разговоров. Ти благодарам. Каде е синан? Се симна по пат. Рече дека треба негде да оди. А каде требал да оди? Не знам. Рече нема да касни. Синко, зошто му дозволуваш така да оди? Се потрудив да го Во спречам. ред, Мехмед, во ред. Ти може да се вратиш на твојата работа. Дали отишол кај Ипек? Не знам. Од каде дојде тоа девојче и влезе во нашата куќа? Дај, ајде јави му се да видиме што прави, каде е. Не ми крива. Господине Керим, добро ли сте? Добро сум, Џунејд. Добро сум. Колку што може да сум добар во ваква ситуација. Извини, не успеав да ти обрнам внимание периодов. Како си успеа да се навикнеш? Искрено не би можел да кажам дека работам многу. Јас повеќе би рекол дека онака само чекам пред врата. Знаеш, периодов поминувам низ многу работи што не сум можел ни да ги замислам во животот. Добро, а каде одиме сега, господина? Во фирмата. Во ред, господина. А ти каде живееш, Џунејд? Ми имаше кажано дека доаѓаш од некаде од надвор од градот. Иако долго време те немаше наоколу, ама... Па сега за сега сум сместен во еден хотел, ама за кратко ќе почнам да барам некое место како за мене. Разбирам. Од кога ќе ме оставиш мене во фирмата, може да се вратиш назад. Јас ќе задоснам вечер, во ред? Во ред, може, господине Керим. Леле, не. Уште оваа жена ми фалеше во целиот овој хаос. Нема спас од женава. Доста веќе, Аише. Остави ме на мира. Зошто постојано се моткаш околу мојата куќа? Да ме сослушавте, немаше да морам да се мотам околу вас. Ипек ја отпуштија од работа и сега е во многу тешка ситуација. Во ред, дојди. Што правите вие? Одиме во твоето мало, таму ќе разговараме за последен пат и ќе те оставам. Што инаето жена ќе беше? Седни. Стави си го појасот. Каде ли остана мамо?
Што правиш тука? Што ти е гајла на тебе? Ипек, има да ти го сецнам тој јазик тебе. Мрдни ваму. Јас не одам никаде со тебе. Ти реков мрдни, одиме дома. Остави ме кога ти викам. Што правите вие, господине? Немој ти мене, господине. Губи ми се од тука, бе. Остави ми раката, остави ме. Ти! Тргни се, бе, тргни ми се, керка ми е, нели гледаш? Јас не сум твоја керка. Дојди, мори! Ќерка ви отиде без да ја плати сметката, еј! Таа не ми е вистинска керка. Ама пред малку ми рековте дека ви е ќерка. Испи 2 чај, 1 кафе. 10 лири. На. Ало, Ипек, таму ли си? тука сум. Многу сакам да те видам. Нема за што да разговараме. Ипек, во вашето мало сум, одам на кај вашата куќа. Јас не сум дома. Добро, може ли да ми кажеш каде си? Сега не е правилно време да разговараме. Ќе зборуваме друг ден. Знаеш дека нема да си одам без да те видам. Зато, Ипек, те молам, кажи ми каде си. Во ред доаѓам. Ќе сакате ли нешто, господјо? Покасно. Ајше, ќе ти дадам пари и после ова нема да се моташ ни околу мене, ни околу мојата куќа. Ме разбрали? Господјо Хандан, јас ќе ви ја раскажам целата вистина на вас. Немам друго чаре повеќе. И се случи нешто на Ипек, нели? Умре уште како бебе. Јас не видов никаква слика во куќата, ниту пак видов дека некој младо девојче влегува во таа куќа. Ајше, тоа девојче ти беше доверено. Ти беа дадени 1 тон пари за да ја гледаш убаво. Ипек е жива. Јас ја чував неа најмногу на светот. Ама господјо Хандан, повеќе не можам да ја чувам. Како тоа не можам да ја заштитам, Ајше? Јас се омажив пред неколку години. Камо да не го направев тоа? Дали маш ти направи нешто на Ипек? Збори бе, жено! Не и направи, но секој момент може да и направи. Ипек работеше во една куќа и таму живееше. Пред 2 недели ја отпуштија од работа. И таа мораше да се врати дома. Ја вознемирували? Да. Здраво? Здраво. Многу ми е жал за бато Али. Даде имена ми каже дека со госпогица Беран сте во странство. Не, сакаше сама да оди. Како е госпоѓа Беран? Па, не баш добра. Не сака никој да биде покрај неа. Дали може да се оддалечиме од тука? Немаш ли мотор? Бато Мехмет дојде да ме земе, ама јас без воопшто додам дома дојдов тука. Без да видиш некој од фамилијата, дојде да ме видиш? Да. Ајде. Не дошла дома. Сигурно некаде низ малото си ја чека мајката. Има да те најдам, Ипек, има да те најдам и да те довлечкам. Дојди. Ајде, влези.
Што правиш ти? Додека нема никој си реков да поминеме некое време заедно. Нормален ли си ти? Господинот Керим и останатите се дома. Абе, никој нема овде, господинот Керим не е дома. И Мехмет дојде, ама него донел синан. Дома се само мајката на господинот Керим и господја Селда е овде. И твојата мајка работи во кујната, знаеш. А што ако дојде мајка? Никој нема да дојде, ајде. Нели беа овие роднини?